Добро вечер и добро дојдовте у уште едно телевизиско интервју на регионалната К1 телевизија. Оваа вечер мој ваш гостин е господинот Стефче Јакимовски. Ќе разговараме за се она што е актуелно во овој момент или во овој предизборен момент. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Добро вечер. Господин Јакимовски, половина од времето предвидено за овие избори веќе одминува. Како го оценувате вашето представување? Каков е приемот кој што го добивате од граѓаните, имајќи во предвид дека политичката партија која што вие ја предводите е дел од најголемата коалиција во Република Македонија, тоа е коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН? По мене во изборната кампања нема ништо ново и е за очекување. Владеачката коалиција начело со ВМРО-ДПМН и Никола Груевски нуди проекти, нуди програми. Единствени во оваа изборна кампања кој што постојано зборува за економија, тоа е Никола Груевски, за разлика од другата опозициона коалиција начело со Социјалдемократскиот сојуз, најчесто се служи со навреди, се обидува да отвара афери и така натаму, но граѓанството повеќе од јасно според анкетите дека не го прифаќа таквиот начин на водење кампања и тоа буквално не им нуди подобар живот на граѓаните. Граѓанската опција за Македонија е во оваа коалиција од причина што чувствуваме дека земјата е загрозена и однатре и од надвор и дека сега не ни се потребни растурање на гласовите, туку напротив сметам дека треба да ги концентрираме гласовите за да покажеме дека си ја заслужуваме државата, за да покажеме дека со оваа земја не може да владеат амбасадори и странски агентури преку нивните вазали овде во Република Македонија, туку со Македонија ќе управуваат и ќе владеат оние што ќе бидат избрани од граѓаните на Република Македонија. Впрочем, тоа е наш милениумски сон, да имаме сопствена држава и да имаме водичи кои што ние ќе ги избереме. Ние во оваа коалиција, многумина ни рекоа, можеби ќе го загубите идентитетот. Мојот одговор е што ќе ни е идентитет на партијата ако го загубиме идентитетот на државата и затоа повеќе одбитно од се на 11 декември да излеземе и да ако на 8 септември 1992 година се одлучивме за самостојност, сега треба да го положиме испитот на зрелост и да покажеме дека си ја заслужуваме државата. За една држава да биде силна, потребна е да има развиена економија. Во овој момент Македонија го има најмалиот процент на невработеност од своето самостојно постоење. Со програмата реално се предвидува во наредните 4 години да се креираат 70.000 нови работни места. Вие сте бил дел од централна власт. Реално ли е тоа? Како е можно за овој временски период сега да имаме 70.000 нови работни места, процентот на невработеност да падне до 17%? Тоа не е воопшто лесна задача. Мора прво макроекономската политика да има исклучиво добро избалансирана и координирана монетарно-кредитна и фискална политика, но во исто време условите за стопанисување мора да бидат соодветни за да можат стопанствениците да работат. Дали е тоа верно овие 70.000 ветени нови работни места за наредните 4 години? Проверката можеме да ја направиме со 160.000 отворени работни места во изминатите 10 години. Значи тоа е и остварливо. Имајќи во предвид дека македонската економија е во нагорна линија, во нагорен тренд, имајќи во предвид дека голем дел од инвестициите што дојдоа и што добија 10 години бенефити да не плаќаат данок на добивка, да не плаќаат персонален данок и другите бенефиции што ги имат веќе истекуваат 2017-2018. Например, Johnson Control се поминаа 10 години, наредната година ќе си плаќа полни даноци и придонеси и тоа ќе биде голем импут во буџетот на Република Македонија и голем замаец во македонската економија. Да подсетиме дека оваа држава, начело со оваа влада, успешно ја преброди светската економска криза. Немавме негативен раст на бруто општествениот производ. Немавме отпуштање од работа, туку напротив, дури зголемување на вработеност и на сите фактори за производство. Натаму еден куриозитет, извозот е веќе 4 милиарди евра, а например пред 10 години и увозот и извозот заедно беа 4 милиарди евра. Со отварањето на новите капацитети, тоа значи дека и натаму ќе се зголеми извозната ориентација на македонското стопанство и
ќе обезбедиме покриеност на увозот со извозот, односно да имаме дури и суфицит, што е многу битно за Република Македонија, зашто ние постојано имаме платно-билансна нерамнотежа. Давањето бенефиции за странските компании не е изум на оваа влада, тие бенефиции постоја и кога сум бил јас министар за економија. Но сега имаме влез на странски... Да, имаме влез на странски инвестиции и истите бенефиции, готово сите исти бенефиции ги дава и Бугарија, и Србија, и Црна Гора, и Косово, и Босна и Херцеговина, но одлучува да доаѓаат од Македонија заради доброто менаџирање со странските инвестиции, заради довербата во владата. Ужасно е тешко да се донесат странски инвеститори, имајќи во предвид дека Македонија е мала земја, мал пазар, недоволно развиена, затоа што политичкиот ризик исто така е значаен фактор. Вие видовте што се случи со Кумановските настани, гледате што се случи овие 2,5 години со тензиите. Не може, просто е чудно како доаѓаат инвеститори во Македонија кога секојдневно гледаме штрајкови, шарени револуционери и така натаму. И сето тоа влие на одвраќање на инвеститорите, но за чудо владата успеа сето тоа да го преброди и во овој временски период да дојдат странски инвеститори. Со новата програма целото она ставање забелешка на владата дека дава стимулации само за странските инвеститори, сега се отвараат можности за домашните инвеститори, ако градат производствени погони, да се учествува во изградбата на тие погони, ако во опремувањето на тие производствени погони исто така да се учествува и во отварање на секој ново работно место со 2000 евра, ако се земе стечаец или технолошки вишок да се добие 4000 евра за секое ново отворено работно место. Значи доаѓаме до нови стимулативни мерки како резултат на тоа што ќе се влеат средства во буџетот на Република Македонија од овие компании кои што претходно има бенефиции, односно ослободени беа од плаќање на давачките и сега практично тие почнуваат да работат со полн капацитет и полно плаќање на даноците и придонесите. Господин Јакимовски, Државната изборна комисија го затвори избирачкиот список. 2 години Социјалдемократскиот сојуз велеше дека имаме огромен број на гласачи кои се запишани во него, фактички се така наречени фантомски гласачи. Чинам дека тоа беше и првата главна тема за сите тие немири кои што политички се случува во Македонија. Сега со овој затворен, прочистен избирачки список имаме 5000 гласачи повеќе. Како вие гледате на тоа? Како гледа граѓанинот на кој што сега му се обраќате, со кој што се среќавате на сето тоа? Прво, ништо спектакуларно не се најде во избирачките списоци. Не постојат 150.000 фантомски гласови. Не постои, за жал, не можевме да видиме никаде еден исти гласач да бил на 2 или повеќе гласачки места да го има. Значи, сите тие флоскули што ги кажуваше СДСМ паднаа во вода, а впрочем, кога СДСМ тоа што го кажал, навистина било реално или некој обвинување испаднало реално. Тоа исто испадна и со медиумите и сите работи за кои што зборува. Очигледно дека избирачкиот список им беше пукање во празно, само одуговлекува, евентуално очекува да спектаклот што ќе биде е да биде Катица Јанева и специјалното обвинителство, тие кои што физички ќе им ги тргнат политичките противници од политичката сцена, за да може со помош на Катица Јанева да дојдат на власт. И тоа беше главната причина за одуговлекување и повикување и барање алиби на списоци, на медиуми и на други работи кои што тие ги бара, но очигледно дека судниот ден 11 декември доаѓа, анкетите јасно покажуваат кој победува. Дури во анкетите само 60% од гласачите на Социјалдемократскиот сојуз веруваат дека може да победи Социјалдемократскиот сојуз, а на пример кај ВМРО ДПМН дури 90 гласачите што ќе гласат за коалицијата Подобра Македонија веруваат 93% веруваат дека тие ќе победат, што значи дека СДСМ повеќе од 1/3 од неговите гласачи не веруваат во можната победа на Социјалдемократскиот сојуз, што е многу значаен фактор психолошки. Кога сме кај изборите, на терен сте постојано и вие, но на терен се и вашите противници. Овој пат на овие 5 предвремени парламентарни избори имаме 5 политички коалиции и 6 политички партии. Што мислите, дали е тоа доволно за една држава колку што е Македонија, голема за граѓанинот да има можност да одбере?
Јас искрен да бидам, бев и сум поборник за концентрирање на силите, за и против. Дали за Македонија да биде една, единствена и унитарна, водена од политичари што ќе си ги изгласат македонските граѓани, или за концептот кој што го нуди Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, кантонизирана, двојазична, поделена бинационална Република Македонија. И мислам дека најдобро ќе беше да бидат посконцентрирани силите, за да обидот што сака СДСМ да го направи после изборите, да оваа битка и овој конфликт меѓупартиски, меѓу македонскиот блок, го пренесе после избори на меѓуетнички конфликт, односно да се создадат проблеми ако не се има 63 пратеника, да не може да се формира влада и да стигнат испораката на барањата и уцените кои што сега Заев ги ветува од страна на албанскиот политички блок. Од тие причини ние треба со дигнато чело, со јасна мисла на овие избори да излеземе и да не дозволуваме никој Република Македонија да ја уценува, во исто време да ги завршиме започнатите работи и инфраструктурните проекти во Македонија и да отпочнеме со оно што е планирано според оваа 500 страници голема програма што е во оваа изборна кампања. Што ви велат гласачите во директните средби? Како тие го доживуваат или како тие го ја восприемаат можноста за двојазичност, за федерализација, за кантонизација? Морам да ви кажам дека граѓаните се сериозно вознемирени без потреба. Господин Зоран Заев отвори прашање кој што не го отвара ниту албанските политички партии. Додворување ли е тоа до албанците за да се добие гласот нивни? Па да, тоа е апсолутно додворување и замислете како се чувствуваат граѓаните во изборна единица број 3, односно Централна и Источна Македонија, каде што гледаме дека во таа изборна единица дури се намалува бројот на гласачите како резултат на иселувањето на тие граѓани. И сега СДСМ е тој кој што не им нуди дури надеж на тие граѓани, туку им нуди црни сценарија. И сега со понудата за двојазичност во Источна Македонија, вие практично ги дотепувате тие граѓани и им го одземате секако целиот оптимизам. Еве честно да прашам, колкава е веројатноста да еден албански граѓанин овде од Република Македонија побара било каква услуга во општина Пехчево, во општина Делчево, во општина Кратово? Веројатно 1 према 100 милиони. И има ли логика да ги вознемируваме граѓаните и да предлагаме нешто од кое што ниту имаат корист албанците, ниту има корист македонците, туку напротив да ги подигаме и да ги подгреваме етничките тензии кои што не водат напред, туку не влечат назад. Јас сум и да предлагаме кантонизација, како што Заев вика секое село да си има посебна единка. Па јас само ќе кажам, кантонизацијата беше направена 96-та година со новата територијална поделба. Имавме 124 општини. Зошто СДСМ не продолжи во развивање во таа насока на јакнење на капацитетите на локалната самоуправа, ако беше добро да се има 124 општини, како што вика Заев, секое село си представува свој кантон. Длабоко сум убеден дека длабоко поделено општество не може да биде успешно општество. Не може да оди напред, а граѓаните јасно знаат кој е тој што сака да ги сплоти граѓаните, а кој е тој што сака да ги дели и кој им нуди поделба на Република Македонија. И искрен да бидам, такви апокалиптични варијанти нуди човек чии што плеки се недоволно силни потоа да се справи со предизвиците што ќе излезат од ова, а и она што е најбитно, нуди промена на уставот, пазите, на оној устав за кој што крв леевме 2001 година. Значи, уставот на Република Македонија во 2001 година испишан со крв и сега тој нуди промена на тој исти устав за кој што дадовме 65 жртви овде во Република Македонија, дадоа нормално и албанците, и да се обидува некој повторно да прави измени на таа работа, на нешто што е со крв платено, навистина е политички незрело. До 11 декември се бројат деновите. Тогаш граѓанинот ја има моќта и тој одлучува како понатаму. Кое е вашето размислување?
Дали поразениот ќе го прифати резултатот? Поразен ќе биде Социјалдемократскиот сојуз. Не верувам дека ќе го прифати резултатот, како и обично, ќе продолжат да плачат, ќе се обидат да повикуваат странски представници, да прават циркус, дека тие ќе ги кренат рацете по загубените избори во оваа 2016 година, не очекувам. Ке се трудат, тие се однапред знаат дека изборите им се загубени, меѓутоа се трудат да не оствари оваа коалиција 63 претеници, за да потоа евентуално има проблеми при формирањето на владата и евентуално си го лажа своето членство да учествувале во некоја широка коалиција, повторно без добиена доверба од граѓаните да влезат во изборите. Јас сум длабоко убеден дека таква работа нема да се случи, а разбистрување на сите работи и целата работа ќе се смири по локалните избори, кога дефинитивно Социјалдемократскиот сојуз ќе ги загуби локалните избори и тогаш ќе биде повеќе од јасно каде му е местото на Зоран Заев, односно дека местото ќе евентуално ќе му биде во политичката историја на Република Македонија. Велите дека СДСМ е тој кој што ќе ги загуби изборите. Што е она што ВМРО, ДПМН и коалицијата во која што сте вие за подобра Македонија ја направи да биде победник и на овие и во овој изборен циклус? Работењето, идеите, проектите, подготвеноста да се решаваат и обични проблеми на граѓаните, блискоста до граѓаните. Погледнете го Груевски, воведе нов начин на менажирање на владата. Секој ден, без разлика дали е премиер или не е, тој е некаде во некое село, во некој град каде што се среќава со граѓани, со 2-300 граѓани кои што пред него изнесуваат и обични проблеми кои што премиер никогаш во својот кабинет не би ги слушнал или не би му текнал да треба се решаваат проблемите на граѓаните. Тие проблеми обични за граѓаните се планина. За него најмалку е битно, не знам, некое друго крупно политичко прашање, за него е битно тоа што го тишти, како например, не знам, во Скопско, не можеле да го продаваат, не им дозволувале да го продаваат арпаџикот на пазар, или не знам, во некое село били изместени парцелите од страна на катастрот, веднаш се реагира кај катастрот, значи има работи кои што живо значат за обичниот граѓанин. Прв пат во историјата на Македонија се посветува внимание на обичниот граѓанин, затоа што оваа коалиција нуди подобар програм за земјоделците и поддршка за земјоделците, нови 600 милиони евра, затоа што пасте, има еден куриозитет. Верували ли не, СДСМ во оваа изборна кампања ги нема спомнато пензионерите. Повторно пензионерите ќе добијат 10,25 пораст на пензиите. Оваа влада на пензионерите има возможи да бесплатно да одат во бања. Во Скопје пензионерите бесплатно се возат во автобусите. Најниската пензија е качена дури за 90%. Натаму нема дете без родител кое што е полнолетно, а не добило стан. Поддршката на администрацијата и зголемување на платите на администрацијата од 10,25. Тоа исто така значи дека се води сметка за секоја категорија на граѓани. 50% ветување за зголемување на социјална помош на социјално загрозените граѓани. Проектите што се предвидуваат, инфраструктурните проекти, 2020 година Македонија ќе биде сосема друга држава инфраструктурно. Тоа значи дека ќе се завршат работите на коридорот 8 и на коридорот 10. Се прават многу експресни патишта, например, пазите, од Свети Николе до Скопје ќе стигате за 15 минути. Скопје, Свети Николе, Штип, Кочани, Каменица, во исто време Радовиш, Струмица, се завршува наредната година автопатот Демир Капија, Смоквица, се завршува автопатот Кичево, Охрид, се започнува Гостивар, Кичево, се прави експресен пат према Прилеп, Битола, Охрид се прави експресен пат. Тоа јасно кажува дека инфраструктурно оваа држава ќе биде сосема нешто друго во 2020 година. Здравството. Кога Република Македонија, некој министер или некоја влада направила толку обиди за промени во здравството за да го подигне на повисоко ниво квалитетот на услугите на пациентите. Мој термин во чиј интерес е? Во интерес на обичниот граѓанин или во интерес на оние што влегува преку ред
во болниците. Дали некогаш е купено повеќе опрема во здравството? Од времето на Тито, кога се набавувале апарати и така натаму, денеска вие имате апарати готово да нема здравствен дом, да нема регионална болница или пак клинички центар кој што не добил нова апаратура. Јас ќе ви кажам, например, ние во Македонија имавме 2 ангиографа пред 10 години. Тоа е за коронографија и стентирање на срцевите болни. Денеска Македонија има 11. Се набавува 12-тиот на клинички центар. Значи има сега веќе и Штип, има и Струмица, има и Битола, има и Тетово, има и Охрид, има и 8 септември во Скопје, има 2 ангиографа на клиниката за кардиологија во Скопје, сега се набавува во кардиохирургијата. Пазете, 20 години одлучувавме дали кардиохирургијата ќе биде на кардиологија или ќе биде на хирургија. Што беше толку тешко да се слушнат предлозите за да биде на кардиологија, предлозите за да биде на хирургија и тој што ги дава парите, односно владата да каже таму ќе биде, започнуваме, обучуваме кадри, започнуваме со кардиохирургијата. Ние веќе имаме кардиохирургија, имаме дечја кардиохирургија. Нашите граѓани одеа на операции поготово децата, одеа во Бугарија и таму беа страшно понижувани, затоа што имам лично искуство со мои роднини кои што одеа на операција во Бугарија. Тоа јасно покажува дека над 1000 луѓе се пратени на обуки во странски клиники за да донесат нови методи, за да се остручат, за да се оформи нов млад кадар во здравството. И вие можете да замислите дека од времето на Тито ние кадри во странство немаме праќано на обуки, значи сега и доктори, и сестри, и висши медицински сестри се праќаат на обуки за да донесат нови методи кои што значат подобар квалитет за здравјето на граѓаните. Во исто време се создадоа услови за нови приватни болници, Аџибадем Систина, Филип II, Ремедика, тоа се веќе силни болници кои што решаваат за оние граѓани кои што може да си дозволат да одат да се лечат и во приватни болници. Господине Јакимовски, јас ви благодарам што оваа вечер бевте со нас. До 11 декември сите сме во очекување на изборниот резултат, а потоа веќе од следната година започнуваат подготовките за локалните избори, па се надевам како лидер на Гром дека повторно ќе имаме можност да ве видиме во ова студио и да ни соопштите како вашата политичка ќе настапи на следните избори. До тогаш јас ве поздравувам. Благодарам многу, со задоволство. Почитувани гледачи, имавте можност да го последите интервјуто со Стефче Јакимовски, председател на ГРОМ, политичка партија која што е дел од најголемата коалиција во Република Македонија, коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. На крајот направи само една споредба зашто граѓаните, како што вели тој, на овие избори ќе гласаат за ВМРО-ДПМН. Довидување и очекувајте ни утре во истиот овој термин со нов гостин во ново интервју.